Не за кого е речено, туку за кого е печено. Според народната мудрост, послужовниците со храна не завршија кај оние за кои беше речено антикорупционерите, туку кај Артан Груби и вработените во Министерството за политички систем. Тие на почетокот на годинава се вдомија во зградата од која еден дел требаше да ја припадне на Државната комисија за спречување корупција. Разочарувањето дојде во последно време кога владата сепак најде средства за да откупи цела зграда, а не успеа да најде еден спрат, колку што нас не е доволно. Објаснувањето на премиерот е дека ДКСК добила пари за реновирање. Не може веднаш да се очекува дека ќе се дадат простори во исто време кога се дадени сериозни пари за реконструкција на постојните простори. Дали тоа што владата најде пари за новото министерство со кое раководи ДУИ, а не и за антикорупцијска, е одраз на приоритетите на кабинетот Заев-2. Во оваа зграда во центарот на Скопје, кој е класичен репрезент на политичко-градежниот потфат Скопје 2014, начално беше договорено да влезе и антикорупцијската комисија. По низата технички и бирократски перипетии, кога се мислеше дека се е готово, тоа не се случи. Наместо во нови простори, антикорупционерите завршија со реновирање на постоечките канцеларии близу собранието. Пред да се одлучиме на чекорот да вршиме реконструкција на постојниве простори, разговаравме со тогашната министерка за финансии, која ни кажа дека нема шанси да се купува тој простор. Понатаму дојде тука вице-премиерот за борба против корупција, дојде министерот за правда, понатаму разговарав со министерот за финансии, кога се кроеше буџетот, и сите ми кажаа дека нема можности да се вложат дополнително средства за да се купи тој простор за нашата комисија. И ние ја согледавме состојбата каква е и баравме разумно решение. Разумно решение е да направиме тука реконструкција, барем да обезбедиме минимум услови за работа. Тврдењата на министрите Ангеловска, Николовски, Маричич и Бесими дека се нема пари кои ги слушнала Ивановска се покажале невистините кога владата најде 10 милиони евра за објектот во кој покрај Министерството за политички систем ќе бидат сместени и Агенцијата за остарување на правата на заедниците, Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците, Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, како и Националниот албански ансамбл, но не и антикорупцијската комисија. Овој простор е благодарение на можноста да самата влада, министрите под раководство на првиот потпредседател на владата, од голем дел од заштедените средства уплати 620 милиони денари, тоа се 10 милиони евра, на јавното акционерското друштво за стамбен и деловен простор, за да ја откупи зградата, која што го врати кредитот. Значи државата си врати кредит со овие пари, при тоа доби едно ново министерство ваков простор, кој што е во прогрес и треба да се развива во една мултиетничка и мултикултурна средина како што е Република Северна Македонија, а таква работа да направите за било која друга институција е невозможно, заради тоа што невозможна е оправданоста на парите да може да се пренесат на ПУИК, а ПУИК да го врати кредитот кој што го има према банките, каде што должи. Разочарување буквално доживеавме кога видовме дека сепак има пари и дека не сме ние приоритет. Не се работи сега дали е комисијата како комисија, ние како луѓе, него дали борбата против корупција е на државно ниво како приоритет. Тука паѓа државата на испит. 360 степени побара до објаснување од вице-премиерот задолжен за справување со корупција Љупчо Николовски. Дали тоа што извиси антикорупционерите е показател за важноста што ја придава владата на оваа тема. Владата не се откажува и понатаму е силно ангажирана да се најдат соодветни простории за ДКСК. Во моментов се разгледуваат неколку опции и штом се одлучи, јавноста ќе биде известена. Борбата против корупцијата и криминалот е меѓу клучните приоритети во владината рамка Акција 21 Европски стандарди дома, поточно втор поред приоритет за оваа 2021 година. Ни одговори од кабинетот на вице-премиерот Николовски. Во приказната свој интерес има Европската Унија. ЕУ од ИПА програмата за 2013 година на 9 институции им донирала компјутерска и серверска опрема вредна речиси 2,4 милиони евра. Целта била да се мрежат државните органи надлежни за справување со корупцијата и криминалот, меѓу кои и антикорупцијската комисија. ДКСК чекаше нови простории за опремата да може да ја стави во функција. Оваа опрема беше дел и од изборот на примерок на ревизорите кои што се одговорни да вршат ревизија на ИПА проектите и таму е нотирано дека тој хардвер не е во функција.
онака како за која бил и наменет, односно доделен. И тоа е веќе сериозна работа. По тоа може да има и финансиски последици државата. Тој хардвер сега каде се наоѓа физички? Во Министерството за правда. И оперативен е или делумно работи? Па делумно работи, го вклучија минатата година кон крајот на годината, затоа што тоа беше еден од роковите кои што ги постави Европската комисија. Јас искрено лично се прашувам зошто, ако опремата е добиена во март 2018 година, зошто тој хардвер не бил веднаш вклучен од тамо, од IT центарот на Министерството за правда. Од Европската Унија за 360 степени велат дека били информирани оти со предстојната реконструкција на просториите на ДКСК ќе се обезбеди сервер сала во која конечно ќе се смести донираната опрема. Во делегацијата на Унијата прашавме и што ако IT опремата не биде оперативна до 31 март, што се смета за неформален крајен рок. Ако до затворањето на ИПА програмата за 2013-та опремата не се користи за наменетите цели, тогаш земјата ќе мора да ги врати парите на Европската комисија, одговори од делегацијата на Европската Унија. Прашани за коментар за тоа што наместо антикорупцијска ветените простории ги добија други институции, од делегацијата на Унијата велат. Од владата зависи каде ќе бидат сместени министерствата и јавните институции. Владата треба да осигура дека антикорупцијската комисија има соодветни простории. Во членот 17 од нашиот закон наведени се сите надлежности кои што треба да ги исполни оваа комисија, а од друга страна не се обезбедени условите за тоа да го направи, затоа што имате уште еден член кој што кажува дека ние треба да сме електронски поврзани со институции, се, значи тука се подразбира брза размена на податоци, тоа не е овозможено. Значи, ако сакате да угушите некоја институција, тогаш ќе ја оптеретите со многу надлежности и обврски, а од друга страна ќе ја оневозможите тоа да го работи, на тој начин така изгледа дека е неефикасна. Иако ние не се откажуваме, напротив, ова ни е нас уште повеќе мотивација да продолжиме по патот професионален како што сме почнале, така што можеби малце ќе бидеме побавни, меѓутоа ќе ја постигнеме целта. Пред една недела ДКСК распиша тендер за софтвер за електронско поврзување со други институции за изработка на регистар на избрани и именувани функционери. Набавката е проценета на околу 700.000 евра. Председателката на комисијата најавува и промена во пристапот, при што за разлика од досега, приоритет треба да имаат крупните риби и предмети.